Скарбинци и Македонска каменица не се даваат пред коронавирусот. Доследното почитување и спроведување на мерките овие две општини ги направи единствени во источниот регион, каде нема регистрирано ниту еден позитивен случај на COVID-19. Зашто ги почитуваме правилата? Носиме маски, држиме дистанца, седиме по дома. Така са ни рекли, така прави. Треба да бидеме внимателни, предпазливи, да ги слушаме препораките од надлежните. Однесувањето и односот на граѓаните се клучни во заштитата од пандемијата, а активностите на општините се дополнителна мерка за зачувување на здравјето на населението. Во делот на безбедноста и на почитувањето на забраната за движење немаме проблеми, значи непречено се одвиваат мерките кои што ги даде кризниот штаб. Сега морам да признам дека со олабавувањето на мерките можеби малку луѓето се опуштија, меѓутоа и од тука ќе упатам еден апел, колку и да се релативизира целата состојба со коронавирусот, дали постои, не постои, за ваква или онаква цел, сепак апелирам до граѓаните, трите правила кои што постојано Министерството за здравство ги повторува е да се почитуваат. Колку отварањето на границите најавено за средината на јули може да биде опасно за овие две општини, особено за Македонска каменица која има над 1300 иселеници кои секое лето се враќаат дома. Ако ги почитуваме мерките на оддалеченост, носење на заштитна опрема, миење на раце, почитување на мерките кои што ги донесува и републичкиот, но и општинскиот кризен штаб, нема да има проблем. Така да сепак ќе следиме, ако има некои новини во однесувањето, ако некој прецени дека границите треба да бидат пуштени, дека луѓето можат да си дојдат дома, ќе апелираме на спроведување на мерките пред се и за лична, но и за заштита на сите околу нас. Инаку во останатите општини од регионот досега се регистрирани 80 на случаи на корона позитивни, од кои во моментот активни се околу 10. Останатите успеа да се изборат со болеста, со исклучок на 4 пациенти од Штип и Кочани кои починаа како последица на инфекцијата.